Трогателно, прибери си го невоспитаното ретардирано дете. Предрасуди со кои се соочува Софија Манева поради болеста на својот син. Софија Манева, млада македонска пејачка со препознатлив глас и харизма која плени на сцена. Ја знаеме по нејзината музика и сценска енергија, но зад светлата на бината се крие една тешка, тивка и долга животна битка. Малкумина знаат дека токму Софија веќе 8 години ја води најголемата борба што една мајка може да ја замисли. Борбата за здравието и животот на нејзиниот син Петар, кој боледува од ретка метаболна болест, предизвикана поради лекарско невнимание. Во ексклузивно интервју за Hype Македонија, Софија одлучи отворено да зборува за своето секојдневие, за стравовите, за булката, но и за надежта и љубовта која ја движи напред. Ова е нејзиниот начин да им даде глас на сите мајки, татковци и семејства, кои тешко се борат со слични предизвици. Не постои поголема сила од љубовта на мајка кон своето дете. Дури и кога телото ти се предава, срцето никогаш не се откажува, вели Софија со солзи во очите, но со глас полн со сила. Секоја терапија, секоја диагноза, секое чекање резултати, за неа е нова битка, но и нова победа. Сама, но никогаш слаба. Со Петар секогаш до неа. Таа покажува што значи вистински херој. Мајка со надприродна сила, каква што животот само ретко создава. Со оваа исповед, Софија не бара сожалување, туку сака да испрати моќна порака, но и поддршка и мотивација. Никогаш не се откажувајте. Бидете гласни за вашите деца. Бидете храбри, дури и кога сте сами. Преку нејзината приказна, многумина ќе препознаат своја, ќе најдат утеха, ќе почувствуваат поддршка и можеби најважно, ќе знаат дека не се сами. Погледнете ја целосната животна приказна на Софија Манева и нејзиниот син Петар. Вистинско сведоштво за мајчинската љубов, болка, но и непобедлива волја. Само на YouTube каналот на Hype Македонија. Семејна идила, Таско ужива на одмор со семејството, а сите гледаат во неговото тело. Познатиот пејач Таско ги изненади своите фанови со нови фотографии од летниот одмор, каде го гледаме во сосема поинакво светло, како посветен татко и сопруг. На сликата која веќе вирално се шири по социјалните мрежи, Таско е расколен, насмеан и видливо среќен во друштво на неговото семејство, сопругата и нивните две мали дечиња. Локацијата изгледа прекрасно. Тиркизно море, бели лежалки и совршено сино небо, идеално место за семејна идила. Но она што најмногу ги привлече очите на фановите се мускулестото тело на пејачот и бројните тетоважи кои зборуваат за неговата уметничка и бунтовна душа. Со оваа објава, Таско уште еднаш покажа како знае да го балансира бурниот музички живот со семејна хармонија. Пејачот одлучил неколку дена целосно да се повлече од јавноста и да им се посвети на своите најмили, далеку од настапи, камери и медиумски претисоци. Ова е девојката на Пајак. Ние ја гледаме често. Еве како изгледаат заедно на романтичен одмор во Охрид. Младиот пејач Пајак, кој последниве години успешно го гради својот музички пат, овие денови реши да земе мала пауза од сцената и се посвети на одморот во својот роден град Охрид. На неговиот Инстаграм профил Пајак објави колаж од 4 фотографии, што веднаш предизвика внимание кај неговите следбеници. Прекрасна комбинација од култура, природа и романтика го прикажува Охрид во цел сјај, но најмногу внимание привлече еден детал – неговата девојка. Имено на една од фотографиите се гледа како Пајак седи на чамец заедно со својата девојка, која ретко се појавува во јавноста. Парот изгледа опуштено и среќно, додека позира на бистрите води во близина на изворите на Црн Дрим. Таа фотографија веднаш предизвика многу реакции и срценца од неговите обожаватели. Во останатите кадри се прикажани црквата Свети Наум, магичната трикизна вода на изворите, како и неколку патки што пливаат во кристално чистата река. Символ на спокојот што Пајак очигледно го пронаоѓа во родниот крај. Иако пејачот ретко открива детали од неговиот приватен живот, со оваа објава тој испрати јасна порака. Љубовта, тишината и природата се неговото засолниште.
Джокер фатен со друга, жишки сцени, што ќе каже сопругата Антонија. Инстаграм гори, познатиот пеач познат под псевдонимот Джокер, повторно ја крена прашината на социјалните мрежи, со нова и повеќе од провокативна објава. Во серија жешки фотографии, Джокер позира со разголена русокоса девојка, облечена во бела долна облека, додека тој маскиран во својот препознатлив стил и ја мери пред објективот. Интимна провокативна сцена на работ на дозволеното. Фотографиите веднаш станаа вирални. Фановите се прашуваат дали ова е само најава на нов проект, видеоспот или нешто повеќе. Она што дополнително е разгоре ситуацијата е фактот дека Джокер е во брак со пеачката Антонија Гиговска, која е неговата најголема поддршка во музиката. Таа се уште не се огласила по повод оваа објава, но коментарите се множат. Дали станува збор за уметничка слобода, маркетинг трик или нешто многу поинтригантно? Јавноста со нетрпение очекува одговори, а ние остануваме на случајот. Звездено небо за Тоше, македонските пеачи во еден глас, обединети во љубов и сеќавање на Тоше Проески. Штип повторно блесна како домаќин на најголемиот трибјут концерт во чест на незаборавниот Тоше Проески. Градот пулсираше во ритмот на неговите најголеми хитови, во вечер исполнета со љубов, емоции и искрена почит кон ликот и делото на нашата музичка и хуманитарна икона. Над 15 македонски музички звезди се искачија на сцената и во својата изведба ги испеа безвременските песни на Тоше. Публиката не остана равнодушна, со илјадници запалки и светилки беше создадено вистинско звездено небо, додека присутните пеа во еден глас. Атмосферата беше магична, исполнета со носталгија, солзи, но и радост, што неговата музика и понатаму живее. На главната сцена настапија низа врвни македонски изведувачи: Мартинијан Кириловски, Андријана Петрушевска, Антонија Гиговска, Бени Шакири, Дани Мики Секуловски, Наташа Малинкова, Атанас Петров, Марија Данева, Виолета Арсовска и Виктор Манев, Зоран Илиев и Огнен Здравковски. Во духот на хуманоста што Тоше ја живееше, беше организирана и крводарителска акција. Сите кои даруваа крв добија бесплатни влезници за концертот и подарок пакет од пријателите на настанот. Штип докажа дека Тоше никогаш нема да биде заборавен. Тој живее во песните, во срцето на секој човек и во душата на секој пеач, што го носи неговиот дух. Тоше е вечен.